се ова што ќе не очекува во една идна комуникација меѓу Република Македонија и Република Грција, сметам на еден позитивно решение и позитивен исход за повеќе прашања. Ние како ЕБЛУЛ организираме неколку активности во Грција за да го истакнеме тој проблем на јавноста. Веќе имаме информирано сите тие соодветни одговорни институции на ниво на Европска Унија и на Советот на Европа. Бараме средба од Брисел комисија заедно со нас од Грција да не прими премиерот на владата на Грција, господинот Карамалис, од кого ќе бараме еден одговор за неговиот став околу признавањето на домот и пошироко околу можноста за признавањето на јазиците и на културите на малцинствата во Грција, па ќе видиме како ќе биде тој прием и тој разговор после тоа. As far as minorities, ethnic or linguistic is concerned, I am not very optimistic about the future because, as I told you now, Greece does not recognize any minorities, linguistic, ethnic or cultural. So, with Nea Demokratia on power, this is going to stay this way for at least 4 years. Влегувањето на ЕБЛУЛ во Грција во еден поширок контекст е една од формите на евродисциплинирање на Грција и тоа може да има позитивно значење и за нејзиното балканско соседство, каде во интензивната историја на релативно малиот географски простор, прашањето за малцинствата е фрлено на маргините.